Добар ден, прв информативен блок на Слободен печат за ова утро. Добре дојдовте, еве ги најновите информации. Денеска со почеток во 12:30 часот од страна на група граѓани ќе се организира протестен марш како израз на незадоволство поради неспроведување на законот за употреба на јазиците во правосудниот испит. Протестот ќе започне од пред плоштадот Карпошово во Станија, а завршува пред Министерството за правда. Сообраќајот од овие улици ќе биде пренасочен од МВР, апелираат до сите граѓани учесници во сообраќајот да се почитуваат наредбите кои ќе ги даваат униформираните полициски службеници. Од Министерството за правда велат дека се отворени за соработка и диалог. Посочуваат дека станува збор за стручен испит, а не управна постапка. Како и претходно велат дека правосудниот испит представува клучен предуслов за влез во судството, јавното обвинителство, адвокатурата, при што законите предвидуваат услов за активно познавање на македонскиот јазик. Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на пуштање во употреба на целосно реконструираните 6 операциони сали на хируршките клиники во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Малолетникот Кочани силувал друг малолетник. МВР информира дека рано утринава во 2:35 во полициската станица Кочани полициски службеници лишија од слобода 15-годишен малолетник по претходна пријава дека вчера во Кочани извршил полово дејствие врз друг малолетник. Со него бил извршен службен разговор во присуство на родител, адвокат и представник од Центарот за социјална работа. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот, пошто ќе следи соодветен поднесок. Засилено полициско присуство и употреба на дронови денеска се забележани во село Орел, општина Свети Николе, каде се врши пребарување на бунар во близина на викенд куќи во рамки на потрагата по исчезнатата Злата Јанкова, пишува Викимедија. Сопругот на исчезнатата, Дејан Јанков, за порталот вели дека акцијата се одвива во непосредна близина на нивната викендица, но дека нема официјални информации од надлежните. Злата Јанкова исчезна на 16 јуни 2024 година околу 15 часот, пошто и се губи секаква трага. И покрај поминатото време потрагата се уште трае, а случајот останува без разрешница. А Велешани направија хаос откако компанија се обиде да им подели табли со јајца за Великден. За еден час беа поделени околу 2000 табли со јајца. Јајцата се донација на Велешани кои живеат и работат во САД, односно на компанија чија дејност е камионски превоз на стока. Настанот предизвика голем интерес кај Велешани кои направија турканица за да добијат бесплатна табла јајца. Атмосферата стана хаотична бидејќи секој бараше да земе табла. Некој од нив земаа и по 2 и повеќе табли. Мирното великденско утро во последната недела од изборната кампања за парламентарните избори во Унгарија беше потресано од веста од соседна Србија, која ја соопшти лично председателот Александар Вучик дека во близина на гасоводот што ги поврзува двете земји и ја снабдува Унгарија со руски газ е пронајдена голема количина експлозив. Независните унгарски новинари наведуваат дека со недели разговараат за ова можно сценарио и за можноста Србија и Русија да влијаат на исходот од изборите. Унгарскиот премиер Виктор Орбан рано утрово замина за границата со Србија за да провери дали е се во ред со гасоводот на унгарската страна. Великденски понеделник, 6 часот наутро, наместо да полеваме, одиме на унгарско-српска граница. Вчера се обидоа да го дигнат во воздух гасоводот на српска страна. Проверуваме дали се е во ред на унгарската страна. Ќе бидам во контакт во живо со развојот на настаните, рече Орбан во својата објава на Facebook со видео. Унгарската опозиција пак веќе претходно го обвини Орбан за ширење паника од изборни причини. А еве ги новостите кои што утрово пристигнуваат од Иран. Најмалку 5 лица беа убиени во воздушен напад врз стамбена зграда во Иран, соопштија властите рано утринава. Погоден е централниот град Ком.
Иран постави услов за отворање на Ормунскиот теснец да се плаќа надомест за бордарина и предупреди дека ќе издаде уште поуништувачка одмазда, доколку Доналд Трамп ги оствари своите закани и ги нападне иранските електрани и мостови. Претходно Трамп му се закани на Иран со пекол ако не прифати договор и не го отвори Ормунскиот теснец. Сајтот Axios објави дека американски, ирански и регионални преговарачи разговараат за условите од можен 45-дневен прекин на огнот, што би довел до траен крај на војната. Американскиот председател Доналд Трамп се чини дека го одложи својот ултиматум до Иран за уште 24 часа, сега поставувајќи го за вторник во 20 часот по време во Вашингтон, што е 2 часот наутро во среда по централно европско време. Прво Трамп изрази верување дека Соединетите американски држави имаат добри шанси да постигнат договор со Иран, еден ден пред да истече неговиот ултиматум до Техеран. Во меѓувреме, цените на нафтата се зголемија утрово како резултат на континуираните стравувања од загуби во снабдувањето поради прекини во испораката во клучниот регион за производство на нафта од Блискиот Исток, зафатен од војната меѓу САД и Израел со Иран. Руската војска рано утрово објави дека нејзините единици за воздушна одбрана собориле 148 украински дронови во период од 3 часа, додека официјални лица објавија дека струјата е вратена во речиси половина милион домаќинства поради прекини поврзани со воздушните напади. Градоначалникот на руското црноморско пристаниште објави дека остатоците од дронот погодиле висока стамбена зграда. Нема информации за жртви. Најмалку 5 лица се повредени во интензивни воздушни напади на руска армија, извршени ноќеска врз украинскиот пристанишен град Одеса. Според информациите од локалните власти, во нападите биле нападнати неколку делови на градот, при што биле погодени стамбени згради. Председателот на Јужна Кореја, Ли Џем Јунг, изрази жалење поради упадите со беспилотни летала во Северна Кореја претходно оваа година, опишувајќи го како чин на неодговорни поединци и нагласувајќи ја посветеноста на Сеул за спречување на идни инциденти. Председателот посочи дека истрагата на јужнокорејските власти открила дека во случајот се вмешани вработен во Националната разузнавачка служба и активен воен функционер, додавајќи дека уставот забранува индивидуални провокации против Северна Кореја. Никој не отишол подалеку од дома од астронаутите на мисијата Артемис 2, но додека се оддалечуваат од земјата, тие одржуваат постојан контакт со контролата на мисијата во Хјустон. Оваа врска синоќа за момент исчезна, додека астронаутите минуваа зад месечината во околу 0 часот и 47 минути по средноевропско време. Радио и ласерските сигнали што возможуваат комуникација помеѓу вселенското летало и земјата беа блокирани од самата месечина. Околу 40 минути четворицата астронаути беа сосема сами, секој со своите мисли и чувства, патувајќи низ темнината на вселената. Пилотот на Артемис, Виктор Гловер, рече дека се надева оти светот ќе го искористи ова време за да се обедини. Артемис 2 влезе во сферата на влијание на месечината, каде што незината гравитација има посилна привлечност врз вселенското летало отколку онаа на земјата. Следната клучна пресвртница ќе биде патување до другата страна на месечината, навлегувајќи подлабоко во вселената од кој било човек досега. И за крај метео. Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура ќе достигне од 19 до 25 степени Целзиусови. Ви благодарам на довербата, погледнавте уште едни вести на Слободен печат, ќе се видиме уште еднаш во 15:30.